Сојузот на синдикатите на Македонија нема да му подклекне на никој, а работниците пред еден ден покажаа дека не му се плашат на никој. Оваа порака ја испрати Слободан Трендафилов, прв човек на ССМ по протестот организиран за минималец од 600 евра. Како што тој тврди, покрај заканите и уцените до работниците, огромен број од нив излегоа на улица поради мизерните плати. Трендафилов вели дека и по протестот притисоците продолжуваат, особено посочувајќи ја Македонска пошта, чии вработени пред неколку дена протестираа поради достоење на плати. Ја прозва Конфедерацијата на слободни синдикати, премиерот, но и други функционери кои се обиделе да го минираат протестот. Како тоа оваа влада и представникот на владата сакаат да им дадат на работниците 40% изголемување на платите, ама синдикатов не сакал, па они затоа не дале, па работниците затоа не добиле, па сега им текна после една година, а им протестираме, им текна еден ден после големиот протест кој ги исплаши, да лецитираат со зголемување на платите на работниците, да кажуваат суми. Но за владеачката партија протестот и барањата на ССМ се политички мотивирани. Трендафилов, Пешевски, Дејановски ги нарекоа синдикалци на батерии. Бараат зголемување од 6.000 денари, добиваат 10.000 денари за 2 години и одбиваат. Вака Сојузот на синдикати на Македонија работи по насока на СДС. Протестите на ССМ, поддржани од СДС и Левица, покажаа дека не се поддржани од работниците кои веќе се свесни дека некој од врвот на ССМ јасно ги искористува. Синдикалците на батерии како Слободан Трендафилов, Иван Пешевски и Трпе Дејановски, кои земаат по над 80.000 денари плата од работниците и дополнителни додатоци во висина над 1 милион денари во само една година, добиени од жебот на работниците, не го прифаќаат новиот колективен договор со кој минималната плата на административните службеници ќе се искачи до 600 евра за само 2 години од денес. Инаку ССМ во средата организираше протест со барање за минималец од 600 евра. Од ВМРО ДПМН, но и од премиерот Мицкоски, овој протест беше окарактеризиран како политички мотивиран. Мицкоски на собраниска говорница во четвртокот порача дека минималната плата ќе се зголеми, но само според законските правила. Воедно додава дека владата е подготвена да поддржи и да примени секој договор за повисоки плати што ќе биде постигнат меѓу работниците и работодавачите.